Добар ден на сите. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство на денешнава посета овде во Леви Диагро во Кочани. И драго ми е што повторно се гледаме после мојата последна посета во овој регион, каде што се дописниците на националните телевизии, но и новинарите од регионалните медиуми. Почитувани домаќини, менеджментот на компанијата Леви Диагро, задоволство ми е што денес сме тука во Кочанскиот регион, познат по производството на нашиот традиционален производ оризот. Токму и компанијата каде што сме сега, Леви Диагро од Кочани, цели 8 години бележи успех на полето на откуп, преработка и пласман на ориз, како во државата, така и надвор од неа. Низ разговор со вработените и со менеджментот на компанијата, која што е турска инвестиција, ме уверија дека успешно работат и дека овој квалитетен производ се продава не само во нашата држава, туку и на извозните пазари од Соединетите Американски држави, Австралија, Скандинавија, Европска унија и нормално земјите од регионот многу успешно. Заради квалитетот на производот, заради успехот што го направила компанијата, таа секојдневно освојува нови пазари надвор од земјата. Тоа се должи на нивниот влог во вработените, за кои редовно обезбедуваат плати, а во исто време и ги подмируваат сите давачки кон државата. За нив со добро менаџирање, успехот се разбира дека е неминовен. Владата е во секојдневна комуникација со стопанството, со граѓаните, се со цел да креираме навремени и таргетирани мерки кои ги носиме и на дневна основа, како што можете да се уверите. Будно ја следиме состојбата уште од првиот ден на енергетската криза, која очекувано беше дека ќе предизвика и ценовен раст на храната. Нашата цел е да го заштитиме стандардот на граѓаните, но истовремено и ликвидноста на компаниите. И за нас се важни сите, и граѓаните, и стопанството. Дека мерките што ги носиме се исправни, покажуваат и фактите кои што се пред нас. Што неколку месеци наназад, поточно последните 4 месеци инфлацијата опаѓа. Сметам дека ќе ја намалиме на едноцифрена бројка во наредните месеци, а ако трендот на намалување продолжи, тогаш и ќе се оствари прогнозата на владата за намалување на инфлацијата на 7,1%. Ја замрзнавме цената на лебот, на оризот, на јајцата, на дел од тестенините и на млечните производи. Оному каде што имаше потреба, како кај зеленчукот и овошјето, направени се корекции, се со цел да се најде баланс и во интерес на граѓаните и во интерес на компаниите кои што се занимаваат со увоз и продажба на одредени типови на овошје и зеленчук. Сакам во оваа прилика да ја појаснам и вчерашната одлука на владата, при што по консултации со увозниците на овошје и зеленчук и со представници од Стопанската комора на Северна Македонија, кои ги имавме минатата недела, и согласно со доставените податоци и од Царинската управа, утврдивме зголемување на увозните цени и над 30%, посебно кај доматите, краставиците и кај гравот. Контролите на инспекцијските служби и на надлежните институции ќе продолжат и во иднина, во наредниот период, и секако дека државата ќе носи мерки кои што ќе обезбедат снабдување на граѓаните непречено и тоа по цени кои што овозможуваат цени кои што се соодветни за пазарот, а истовремено нема да овозможат остварување на екстра профити за одредени компании. За таа цел, Управата за јавни приходи, Финансиската полиција, Државниот пазарен инспекторат, заедно со Министерството за економија, направија низа на проверки во 20 големи увозници, при што наодите кои што ги имаат таму увидено, тие ќе ги соопштат на соодветен начин согласно со фактите кои што ги имаат најдено. Оваа криза не погоди сите и мора да бидеме солидарни во овој период, затоа што објективно ја следиме состојбата и се реагира согласно со потребата во однос на пазарот. Во оваа прилика би сакал да истакнам дека земјоделците, производителите ја имаат нашата поддршка. Тука се и платежната агенција, Министерството за земјоделство и сите институции кои работат во областа на земјоделството, кои нудат мерки, субвенции и програми за зголемување на домашното производство и конкурентноста на домашните производи, како на домашниот, така и на регионалните и светските пазари. Во услови на криза, заедно со сите други мерки, се носе и програми за поддршка на нашето производство на храна. Конкретно за оризопроизводството, за 300% ги зголемивме субвенциите за производство на ориз. Денес имаме највисока историска откупна цена на оризот, која што се движи од 36 и 38 денари за откупен килограм. Навремено ги исплативме субвенциите за полјоделците и за 2364 производители на ориз, а добија и зелена нафта со зголемен износ од 1600 денари по хектар. Воведовме посебна мерка за набавка на комбајни за жнење на ориз
како и мобилни сушари за ориз. Воведовме нова мерка од програмата за рурален развој со која им помагаме на откупувачите и преработувачите на бел ориз да го зголемат извозот и да ги намалат трошоците за амбалажа, која што е мерка првпат воведена во нашата држава. Оризовата арпа достигна, повторувам уште еднаш, рекордно највисока откупна цена, која се движи од 36 до 38 денари и вчера се исплатија 32 милиони денари или 520.000 евра за 1036 оризопроизводители за дополнителни 3 денари по килограм за произведена и предадена оризова арпа во преработувачки капацитети. Ова се мерки за вистинска грижа во услови на криза. Сакам да им посакам успех на компанијата Левиди Агро и да продолжат да вработуваат и да освојуваат нови пазари. Истовремено сакам да им се заблагодарам на министерот за земјоделство, на директорот на платежна агенција кој што е тука со мене, на пратениците во собранието кои што носат законски решенија кои што овозможуваат спроведување на мерките на владата и на тој начин сите заедно, како што кажавме, ќе ја пребродиме кризата и никој нема да биде оставен сам. Ви благодарам, сакам уште еднаш да се заблагодарам за гостопримството и на директорот на фабриката тука и на представникот на состојаникот од нашата пријателска Турција и уште еднаш многу успех во работата. Ви благодарам.